А по повод Меѓународниот ден на авиацијата, ве поканувам да останете на фреквенцијата на Македонската радио и телевизија и да слушнете многу интересен разговор. Всушност, ќе разговараме за една од дефинитивно, ајде, ако ги ставиме тука горе-долу со програмирите, најплатената, можеби, функција работна во светот. А за што станува збор? За која позиција станува збор? Ќе разговараме со Јане Стефанов, Аероклуб Скопје, и Наташа Мијатовиќ, Сдружение за подобро воздухопловство Авикон. Здраво, живо. Во си прочитав се. Јане, Наташа, добро утро, како сте? Добро утро. Добри? Вака, свечени. Свечени по повод денот. За многу години денот, така е. За многу години денот, со Јане вчера кога зборувавме, била една од најплатените, можеби, работни позиции во светот е да се биде пилоти, можеби најпосокуваната. И вели тука негде се со програмирите во светските рамки. Но колкава е заинтересираноста кај нас за оваа професија? Ај може и двајцата. Да. Јане, нека си почне. Ајде. Значи, во аероклубот нонстоп доаѓаат луѓе кои сакаат да бидат пилоти, затоа што првите чекори во воздухопловството се почнуваат во клубовите. Најчесто тоа е лиценца за приватен пилот или PPL што го викаат. Меѓутоа тоа е првиот степеник за стигнување до таа комерцијална дозвола која е потребна за да може да работиш во голема компанија или професионално да се занимаваш со оваа дејност. Сепак но потоа многу труд, многу вложување во знаење. Тоа е почеток, прв степен, кажувам, потоа се иде на ATPL, се вика тоа, значи многу сложен еден процес во трајање меѓу 2 и 3 години и учење како да се управува, како да се работи со авионот, како да се работи во компанија и потоа не застанува сето тука, затоа што кога ќе те вработат во компанија, тогаш почнуваш да учиш за типот на авиони кои ги летаат во таа авиокомпанија и потоа продолжуваш да учиш и секогаш има нешто ново. На крај. Има голем интерес, меѓутоа и е прилично скапо за да се стигне до тоа да бидеш професионален пилот. Тоа е добра порака од оваа емисија, нека биде дека тоа е добра инвестиција на родителите во своите деца, бидејќи денеска во Македонија нема невработен пилот. Потоа се исплати во животот, сакате да кажете. Токму така, значи инвестицијата се враќа затоа што сите компании вработуваат, не се само големите компании кои се занимаваат со транспорт, има пилоти и во армијата наша, има пилоти и во полицијата, има пилоти и во аероклубовите кои работат професионално на различни позиции, например за прскање на комарци, за засејување на облаци, за лисици, вакцинирање против бесилно. Значи има голема потреба од пилоти и знам дека и овие служби државни наши имаат проблем со тоа да најдат пилоти, например, овие за гасење пожари со години бараат пилоти за да вработат и за да ги обучуваат. Во полицијата има секогаш недостаток на пилоти и механичари од оваа област. Овој ден не е само за да се одбележи денот, за да се обележи и да славиме, него овој ден е да се посетиме на сите на пионерите на ова летање, на воздухопловството и на развојот што е потребен за да се стигне до овдека и да го поттикнуваме овој развој. Токму и заради тоа и ги повикуваме луѓето да почнат да се занимаваат со оваа дејност, бидејќи ова е прилично добра инвестиција. Ништо пилотот без контролата за летање и без насоките. Џабе цело ова знаење ако човекот кој што го води тамо внатре не си така ли мјата, не си заврши работата? Така е, значи јас сум вработен контролор на летање во МНАФ, АД Скопје, и тоа работам на кула и приодна контрола. Со Јане, значи се слушаме и на фреквенција од таа авиацијска жица, едниот е од едната страна, другиот од другата страна на магијата. Меѓутоа, обслужувам уште една функција, председател на Сдружение за подобро воздухопловство Авикон Скопје. И токму како представник од тоа здружение денеска сакам да одбележам авиацијата и овој голем празник заради тоа што поентата зашто ова здружение се формира. Значи, еден контролор, еден пилот, еден воен пилот, еден воздухопловен метеоролог, еден авиоинженер се собраа заедно да основаат здружение за промовирање токму на авиацијата кај помладите.
Така се случи Авикон, така се случи и еден настан на годишно ниво што го работиме, се вика Скопје Air Fair, каде што Освен што се одушевуваме на авионите, на истиот не аеромитинг, него не ги носиме авионите, туку и носиме сите институции од регионот кои што може да дадат некаков формат на воздухопловно образование. Значи, спремаме брошури и велиме на младите, значи одиме дисеминација на информација на сите средни училишта и правиме работилници, ги повикуваме да дојдат, а ние обезбедуваме сите тие значи институции, прво наши АЦВ, ТАВ, сите аероклубови да дојдат да презентираат, значи што значи параглайдерство, што значи падобранство, што значи тоа што ја не кажува, PPL, кои се чекорите, како се стасува. Не само адреналинот во прашање. А ние правиме брошура која што вели, аха, сакаш да станеш пилот, овие се чекорите, имаш опција војска, имаш опција полиција, имаш опција приватно, имаш опција да бидеш регрутиран од компанија, како што е Визер или друга компанија, кои што ќе инвестираат во твоето образование и ќе те врзат со врзувачки договор од 5, 6, 7 години и ќе се одзема од твојата плата. Значи, тоа е опција која што прво не постоеше. Чем го прават тоа и е добра можност. Значи, за нас во регионот сега има се повеќе опции за младите кои што сакаат. Работиме се еден нов проект кој што е надминување на родови стереотипи при избор на авиација. Значи, јас како феминист по природа се борам и на тоа поле да надминат жените дека не е авиација, не е пилотство, не е контролорство, машка професија. Че едноставно тоа се брои многу на прсти. Ја неколку имаме жени пилоти. Стефанија малата, така? Стефанија, да, и како Ива Матич. Имаме во полиција девојчето. Од помладата имаме и од повозрастната генерација. Имаме и едно што е од Порано Катерина. Значи неколку, ама тие се на една дланка. Една? За жал. Значи зборуваме еве и процентуално контрола на летање. Ние сме значи 120 контролори, 20 се жени контролори и помошници, тоа е 6%. Значи зборуваме просек кој што е помало од светско ниво. Значи тоа не е ни поентата. Поентата е дека младите не смеат да мислат, аха, тоа што е тоа воздухопловство, нешто апстрактно, затоа што ние старееме и мораме да го предадеме кормилото. Да, затоа што делува како нешто во кој што треба многу труд, веројатно, но ако трудот се исплати на крај, како што велиме нема невработен од таа професија пилот кај нас, може би треба да се инвестира во тоа знаење и упатувањето до родителите како апел да Јас искрено да ви кажам, мислам дека паричната моќ платежна на професијата не била никогаш примарниот фактор на тие луѓето што станале дел од воздухопловство. Значи тоа се раѓа што тоа е едно чувство, дали е адреналин, дали е чувство на одговорност, дали е чувство да бидеш од нешто што е многу возвишено и многу прекрасно. Значи еве, можеби Јане може да каже, надвор од тој воздухопловен свет многу е потешко се за нас. Зашто немаме еден начин на комуникација, например, јас кажувам нешто на фреквенција од другата страна, некој инстантно тој го извршува. После доаѓам дома на децата треба по 5 пати све да им повторам на сопругот, значи едноставно тоа е еден свет каде што се функционира речиси безпрекорно. И мора да биде така затоа што животи се во прашање. Апсолутно. Убаво вика. Ова што го каже, извини, Јане, ме потсети на, не знам дали сте го гледале документарецот за Хадсон Ривер и за пилотот што слета. Всушност, разговорот помеѓу контролата на летање и пилотот е клучниот момент тој да слета и да ги спаси сите тие животи. Апсолутно мислам, неговиот инстинкт е клучниот момент што ги спаси и таа безпрекорна врска која што комуницира. Мора контролорот и пилотот да бидат во симбиоза или не функционира врската. Затоа и ние јас секогаш кога ќе летам, кога ќе го слушнам гласот на фреквенција на мијата, се радувам дека знам се ќе биде во ред, ќе биде како што треба. Да. Многу ти фала. Сакам да кажам една друга работа во однос на оваа авиација и во однос на поентата на овој ден. Е тоа дека се слави напредокот, бидејќи не знам дали луѓето мислат дека авиацијата од секогаш постоела, ама не е така. Првиот лет на браќата Рајт е 903 година. Првиот авион што летнал на овие простори во аероклубот Скопје е 26 година. Значи само 20 години после
после измислувањето на леталицата, ние во Македонија сме имале авион, што е нешто со кое можеме да се пофалиме. И тоа е нешто што ни е влезено во традицијата. Македонија е земја каде што воздухопловството е многу развиено. Односно, целиот оној систем кој функционирал во таа Југославија, пренесено во оваа наша Македонија, функционира безпрекорно. Треба да се работи многу и затоа и постојат вакви здруженија како што се аероклубовите, како што е Воздухопловна федерација, како што е Авикон, и за да можеме структурирано да ги направиме работите подобри, затоа што овој ден е не за да кажуваме колку е убаво летањето, него е за да ги направиме работите подобри во летањето. Вели, ние стариеме, треба никој да не наследи, треба да го пренесеме знаењето. Она што секогаш многу ми се допаѓало, кога и да дојдам, кога да сум го посетила многу добро познато Нарадскин или Стенковец, што пилотите функционираат како семејство. И тоа сум го забележала таму и навистина ме воодушевило тоа дека станува збор за една професија која што индивидуална, да речеме, и не постои некој, не знам, да се надпреварува со друг или нешто, можеби тоа пријателски, но ми остава секогаш една многу бава позитивна атмосфера. Аз сум била многу пати. Оние што сакаат да дојдат и да ги донесат децата кај вас на консултација. Кога можат да дојдат? И што правите при тоа кога ќе дојде некој за да го примамите дека едноставно треба да го насочите кон оваа професија, доколку сака да се занимава, да учи, да студира? Имаме ние човек кој е задолжен за тоа, тој ни е и шеф на летачките операции што ги Никола Давидов. Тој ги објаснува сите можности за луѓето што сакаат да се занимаваат со летање. Може да го добијат за професионално, за да почнат кај нас да летат. Може да го добијат преку нашата веб страна, преку нашиот сега на интернет лесно се истражува, да не ги повторувам телефонските броеви и веб страната. Значи може да дојдат кај нас во секој момент, тој ќе им објасни сите опции што можат да бидат. Исто така другиот дел кој е за, да речеме, позабавниот дел, ова е професионален дел, оној позабавниот дел каде што е падобранството, деличарството, параглайдерството и сите тие други работи, може да дојдат кај нас на аеродром во секој момент, ако има активности да ги гледаат активностите. Оваа година аероклубот прави 100 години и ќе има многу голем аеромитинг на 16 септември. Тогаш сите се поканети, ќе дознаат од медиумите, ќе кажеме секаде, меѓутоа чисто еден мал очекуваме да дојдат преку 500 авиони на нашиот аеромитинг за да го прославиме заедно нашето 100-годишно постоење на оваа територија. Ќе го искористам гостувањето да ја заокружиме темата и мијата како од Сдруженијето за подобро воздухопловство. Кои се вашите предлози за унапредување на воздухопловството кај нас? Што сметате дека зборувавме за кадрот? Значи зборуваме за кадрот настрана. Што мислите дека всушност треба да се подобри, се разбира заради да се подобри безбедноста на летањето? Најважното. Значи јас за жал сегментирано можам да кажам одговор само нели од страна на контролор на летање. Ние сме еден давател на воздухопловни услуги кај нас, каде што ги следиме Юроконтрол препораки, ЕАСА, регулативи, значи сме, да кажам, барабар, чекор со сите европски побарувања. Значи, како што нашите регулатори ќе ни зададат задолженија, така ние ги исполнуваме. Сега авиацијата е во постојан пораст, постојано требаат нови кандидати, значи ќе кажам, луѓето од младите генерации, нашиот подмладок, да не сметаа дека се само треба лесно да биде, значи едноставно некојаш треба малку да се помачиме во животот. Ама за секоја професија така? Така е, меѓутоа таа професија во воздухопловството општо, било кој сегмент, и авиомеханичар, и авиоинженер, и метеоролог или било што, ако одлучат да бидат, е многу наградувачка, дава голема сатисфакција. Сега, повторно ќе кажам, трендовите технолошки напредокот зависат и од бројот на патници и профитабилноста. Значи, не може ние да очекуваме да имаме најмодерни хабови аеродроми, ако обртот на патници не е под 2 милиони годишно. Значи, не може да се споредуваме со, пак ќе кажам, не знам, со Хитро или со
Орли или било што, меѓутоа треба да се споредуваме со аеродромите кои што се во тој, не само во регионот, него во тој ранг на патници каде што има обрт на патници и доста сме добри, да кажам, нашето небо е околу 10 минути прелет. Тоа исто е многу битно, областите контролори кои што се многу оптеретени кај нас секторски, затоа што прават припрема, го спремаат трафикот за слетување за Солун, ги спремаат сите кои што одат во регионот, значи и Приштина, и Белград, и Софија, значи тоа е едно мало парче небо, значи ние сме лимитирани нели со нашата географска големина, меѓутоа самата позиција на нашето небо не прави многу оптеретен сектор каде што треба сите да ги качиш, сите да ги симнеш, што е доста комплексно и пак ќе кажам дека сум можеби субјективна, меѓутоа еве гледам трендови во Европа и во светот, воопшто не заостануваме и дека сме солидни, имаме нов систем кој што треба да се имплементира, значи пак ќе кажам, ја не може да кажа од нивниот нели авиацијски дел, меѓутоа еве јас неодамна што да кажам објективно за вас, неодамна што се сретнав со пилот еден од Америка, кој што беше дојден во Стенковец, беше одушевен, значи од сервисот, од условите, значи дека и во тој сегмент на таа една спортска авиација, тоа што се нуди за почеток, за секој да започне на своето пилотско патешествие и текако има услови кај нас. Значи, ние имаме конкретна визија како сакаме да помогнеме на луѓето за да унапредување на авиацијата. Тоа во моментов го реализираме преку Воздухопловна федерација на Македонија, бидејќи ова е скап спорт, значи побарува авиони, бензин и такви работи, државата ќе мора некако да си помогне сама на себе со тоа што ќе инвестира преку намалување на акцизата, преку ослободување на царински давачки за средствата што се користат во авиацијата, преку стимулирање на клубовите со одредена помош за воздухопловството, за да може клубовите да креираат кадри кои потоа ќе може да се користат и во полицијата, и во овој делов за гасење на пожари, и во сите работни места кои се каде што е потребно. Веќе тоа функционираше, овој систем функционирал во една стара Југославија, меѓутоа зошто да не функционира безпрекорно и сега? Денес, затоа што е проверен систем кој тогаш направил и креирал многу кадри кои се уште се активни во Македонија. И знам многумина кои што треба да се пензионираат и уште не се пензионираат, оти вашата професија едноставно не можеш да ја оставиш. Да, авиацијата се заљубуваш во тоа небо, во тој безпрекорно. Во воздухопловството, независно кој сегмент да е, или можеш или не можеш да се занимаваш со тоа. Не можеш да лажираш, не можеш да се правиш дека сакаш да леташ. Тоа е ваква желба која човекот ја има и убаво забележа дека ние функционираме како семејство, меѓутоа семејството доаѓа од таму што повеќето од луѓето имаат исти интереси. Тоа е љубовта кон воздухопловството и љубовта кон слични некои такви активности, така да може заедно да функционираат. Тоа е главната причина. Ви благодарам. Благодарам што бевте мои гости денеска. Јас не го слушам гласот на Мијата кога летам, ама сигурно сум затоа што имаме вакви пилоти и затоа што имаме луѓе кои што ги водат. Да. Ја чекам новата песна за авиација на Мијата да видиме дали ќе биде добра како и претходна. Ајде да видиме. Ќе видиме. Може. Ви благодарам, имате можност